Внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Ова е реченицата која секојдневно ја слушаме, но многу ретко кога некој го разбира значењето на оваа реченица и се придржува кон ова. Секојдневно во билтенот на МВР може да се прочита колку граѓани биле тешко или полесно повредени и колку го загубиле животот во сообраќајни несреќи кои за жал секогаш настануваат поради невнимание и непочитување на правилата за возење. Например, пред 2 дена на булевар Србија во аеродром, тројца пешаци, односно баба, дедо и нивната 3-годишна внука, беа прегазени додека на пешачки премин го поминувале булеварот. Од тешките повреди почина 61-годишната жена, а на девојчето на детска хирургија му беше направена операција на левото рамо. Тоа е во стабилна здравствена состојба. Дедото поминал со полесни телесни повреди. Во текот на вчерашниот ден евидентирана е уште една сообраќајна несреќа каде во населбата Автокоманда на пешачки премин со возило било удрено 17-годишно девојче. Тоа со итна медицинска помош однесено е на ургентен, каде се констатирани повреди на главата. Синоќа се случи уште една тешка сообраќајна несреќа во Илинден на патот од Марино кон Кадино, во која учествувале автомобил управуван од жител на Петровец и мотор управуван од 32-годишно момче од Кадино. Од МВР соопштија дека во незгодата со тешки телесни повреди се здобил возачот на моторот, кој со итна медицинска помош е пренесен во градската општа болница Свети Наум Охридски, каде во 22 часот починал. А на возачот на автомобилот му се констатирани тешки телесни повреди. Од МВР соопштија дека во текот на вчерашниот ден регистрирани се 15 сообраќајни незгоди што се случиле во Скопје. Ова е исходот од непочитувањето на правилата кои се пропишани со закон и треба да ги почитува секој што ќе се најде во сообраќај, независно дали е возач или пешак. Од МВР информираа дека постојано работат на подигнување на јавната свест кај граѓаните со цел да се подобри безбедноста во сообраќајот и да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, не за да се избегнат казните, туку за да се зголеми безбедноста и да нема жртви. Поради брзото возење и непочитување на знаците, граѓаните велат дека не се чувствуваат безбедни во сообраќајот. Билансот на настрадани пешаци во првата половина од оваа година изнесува 422 пешаци, од кои 9 го загубиле животот, 88 биле тешко повредени, а останатите се со лесни телесни повреди. Во насока на заштита и безбедноста во сообраќајот, зголемување на свеста кај возачите и воопшто обезбедување на сигурен живот на граѓаните, ќе бидат поставени 5 дигитални мерачи на брзина. Мерачите ќе бидат поставени на фреквентни локации близу училиштата каде е засегната младата популација. Поточно кај гимназијата Јосип Броз Тито, медицинското училиште Панча Караѓозов, ГУЦ Здравко Цветковски, хемиското Марија Кири Склодовска и АСУЦ Боро Петрушевски. Зголемувањето на совеста на возачите и на сите учесници во сообраќајот представува предизвик за намалување на сообраќајните незгоди. Секој од нас е учесник во сообраќајот на овој или на оној начин и треба да внимава на поставената регулатива. Скопје мора да биде безбеден град, град безбеден и за растење, меѓутоа спокоен и за пензионирање. Во таа насока секој од нас треба да го даде својот придонес. Безбедноста мора и може да биде обврска на сите нас. Апелирам до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и на тој начин со своето одговорно однесување да придонесат кон намалување на бројот на жртвите и повредените во сообраќајните незгоди. Ги повикувам сите општествено одговорни компании, како Сава осигурување во конкретниот случај, а кои што сакаат да донираат средства во делот на зголемување на безбедноста на сообраќајот, да го направат тоа час поскоро, заеднички да придонесеме нашиот град да има помалку сообраќајни незгоди. Под мотото на кампањата намалувањето на брзината спасува животи, денеска се одбележува Европскиот ден без жртви во сообраќајот. На оваа светска кампања се приклучија многу познати личности, како спортисти и естрадни уметници, а се приклучи и Автомотосојузот на Македонија. За да се спасат 3500 животи во светот, секој ден треба да се придржуваме кон 10 златни правила, информираат од АМСМ. Да се почитува пропишаната брзина, да се проверуваат гумите без СМС пораки додека возите,
Секогаш да бидете внимателни, фокусирани и концентрирани, да се носи мотоциклистичка кацига, возачите да ги проверат видот, да користат детско седиште за автомобил, да се возат со безбедносни појаси, никогаш да не пијат додека возат, да застанете кога сте уморни, бидејќи според едно неодамнешно истражување, 1 од 10 возачи признале дека им се има случајно да заспијат над волан.